Добро утро, почитувани гледачи, и вие следите уште едно издание на утринската емисија Нов ден. Денешната емисија, како и секогаш, знаете дека е резервирана поточно вториот дел за гости, а денешниот гостин, сигурна сум дека ќе ги заинтригира многу нашите гледачи, особено оние кои што припаѓаат на стамбеното колективно домување. Мојот денешен гостин е лиценциран стамбен управител и врши примарна дејност управување и одржување на стамбени згради. Задоволство ми е да ви го представам Зоран Димитриевски. Господине Зоран, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Сакам да ве поздравам вас со тоа што најдовте едно огромно разбирање за оваа актуелна тема и сакам да ги поздравам и вашите гледачи. Така, ви благодарам во името на нашите гледачи. И би можеле да започнеме. Господине Зоран, како започеток да ни кажете што представува всушност проектот 42? Проект 42 е осмислен, Проект 42 е приватна фирма, формирана пред 2,5 години, со цел за стамбено и колективно домување, односно управување со стамбени и деловни згради. Проект 42 на почетокот, додека да ја оформиме фирмата, имавме проблем зошто да ја именуваме и како да ја именуваме, како и секоја фирма, нели, што си има свој име. Секогаш значи наидуваме на тоа прашање зошто проект, зошто 42, од кај баш таа бројка. Бројката си има едно многу добро оправдување, бидејќи ние сме кумановска фирма со кумановска екипа. Бројот 42 го има кај секој во нас. Значи само појдете од својот матичен број, значи нема матичен број на територија на Куманово кој што не го содржи бројот 42. Тоа е едното и е замислено како проект за сите кумановци, а од друга страна, значи Куманово се наоѓа на 42-иот меридијан. Така да една филозофски ја осмисливме така и на тој начин ја крстивме фирмата Проект 42. Така. Зошто стамбената зграда треба да има управител? Вака, стамбената зграда во моментот во кој што се наоѓаме повеќе е потреба според мене лично отколку законска обврска. Меѓутоа на првото место ќе го ставиме законот. Законот за домување е донесен во 2009 година, кој што нели предвидува начин како со една стамбена зграда, како една стамбена зграда треба да се одржува. Тој закон вели дека секоја стамбена зграда мора да се одржува. Заедничките простори и делови мора да се одржуваат во функција. Самиот закон има многу благородна цел да тоа колективно домување го доведе во стадиум на нормално колективно домување. Сведоци сме, значи, на територија на Република Македонија во последниве 20-30 години самите згради воопшто не се инвестирало ниту еден денар во самите згради и тоа што во последниве 20-30 години не се одржува, во моментот доаѓаме во ситуација во која што сме. Значи зградиве не се кречени, зградиве не се одржувани, фасадите се распаѓаат, кровови пропуштаат. Верувајте, ние управуваме со скоро 80 згради во Куманово, во 10 од нив ние по доаѓање на нашата фирма успеавме, значи на станарите да им пуштиме струја. Значи жално е во 21 век една стамбена зграда во град да нема електрична енергија поради неплатени сметки. Незадоволство меѓу самите станари, кавги, расправи доведува до нешто такво. Значи нема едно управување со заеднички простори каде што останативе станари би имале нормален живот. Така. Кој се треба да се регистрира? Законот вели дека секоја зграда, секој објект кој што има повеќе од 20 сопственици или повеќе од 8 посебни делови, односно станови, треба да има стамбен управител, односно регулирано стамбено управување. Така. Како се станува управител? Вака, значи за да бидете стамбен управител потребна е лиценца. Надлежно министерство за тоа, значи регулаторна комисија е таа
регулаторна комисија за домување е надлежна наша институција која што е одговорна за издавање на тие лиценци. За да може да бидете лиценциран стамбен управител, треба да исполнувате низа обврски меѓу кои што се и самиот закон ги пропишува, а мора да се има луѓе со високо образование, економист, правник, вработени во самата фирма како еден од предусловите за добивање на лиценца за стамбен управител. Така. Колку видови на управување со згради постојат? Така, значи законот исто така, законот за домување исто така предвидува два начина на управување, односно самата зграда може да се регистрира како правно лице во Централниот регистар на Република Македонија и да формираат, како со законот го предвидува тоа, заедница на сопственици. Так. Во тој случај на самата зграда не е потребно управител, меѓутоа мора во самата стамбена зграда да има одговорно лице кое што ќе ги обавува сите функции кои што ги управува управителот. А тоа се поднесување на месечни пресметки, отужување на неплаќачи, плаќање на струја, лифт, завршни биланси, сметки, и тоа малку е потешко во нашите услови. Значи едниот начин на управување со самената зграда е самите да се организираат во нешто што законот го вели заедница на сопственици. Другиот начин на управување е самата зграда да избере лиценциран веќе стамбен управител и сите тие обврски да ги пренесе на управителот кој што ќе ги обавува во нивно име и за нивна сметка. Така, сега би сакала да ни кажете колку видови на фондови постојат во колективното домување? Така, тука доаѓаме, значи ова е интересно прашање за нашите станари, за нашите клиенти и станари. Законот пропишува два фонда. Значи едниот е редовно одржување или тековен фонд, додека другиот е резервен фонд или инвестицијски фонд. Во секој случај, значи дали се работи за заедница на сопственици или зградата избрала лиценциран стамбен управител, тие две сметки мора да бидат отворени само за таа зграда. Ако ние имаме 80 згради со кои што управуваме, ние имаме отворено 160 жиро сметки во банка. За секоја зграда посебно две жиро сметки. Доаѓаме на терен, значи имавме и пресконференција пред 10 дена во Стопанска комора на Република Македонија заедно со групацијата за домување, каде што темата беше да се искорени нелојалната конкуренција во самиот сектор стамбено управување. Тука доаѓа, баш поради фондовите, доаѓа до, значи имаме проблеми со лиценцирани управители кои што не работат по закон за домување, кои што поради не знам која причина на станарите им приложуваат една уплатница, значи како една жиро сметка. Законот децидно предвидува дека мора да има две жиро сметки и да има одвоено плаќање во фондовите. Едниот фонд е тековно одржување, каде што нормално тековниот месец ќе се отплати за струја, за хигиена, за лифт, за не знам заедничка вода, доколку има гасовод сега во Куманово имаме. Значи тоа се тековни трошоци и мора да постои посебна жиро сметка. Додека резервниот фонд, самиот закон децидно го пропишува дека тој фонд е исклучиво за покрупни инвестициски работи во една зграда. На оваа прашање пред да поминеме би се задржал малку повеќе, бидејќи сакам на нашите станари, сопственици на посебни делови како што законот ги вика, да им дообјаснам уште нешто, а ова го кажуваме и на сите наши состаноци кога ги имаме со станарите. Резервниот фонд е законска пропишана обврска на секој станар. Висината на тој фонд, колку ќе биде месечна уплата на секој станар посебно, ја одредуваат самите сопственици. Значи на состанок со управителот, самите одлучуваат за висината, доколку зградата се наоѓа во ситуација да 30 години нема никакво одржување и сите нејзини заеднички делови се во ситуација на полуфункционалност или целосен дефект. Висина на резервен фонд од 50 денари месечна уплата е премал, а најчесто станарите се одлучува за што помала месечна пресметка,
а од друга страна тој инвестицијски фонд е токму поради тие работи, да се пушти нова инсталација за струја доколку старата не е во ред, да се направи во последниот период, значи имаме огромни проблеми со протекување на кровови. Значи тие пари се токму за тоа, за поголема инвестиција. А самите станари, значи се одлучуваат разбирливо, се одлучува за што е можно пониска цена месечна. А од друга страна, доаѓаме во ситуација каде што на 6 месеци, година дена, повторно ќе се состанеме со тие станари, доаѓаме во ситуација, па нели кровот ќе го направите. Да. А на првиот состанок правиме муабет за висината на резервниот фонд, каде што одлучуваме дека е 5. Што во тие ситуации? Во тие ситуации, значи тоа се тешки ситуации, напорни ситуации, тоа се преговори со станарите, тука секогаш имаме, нели, имаме и помлади луѓе од 18 до 70 години. Разликата во генерациите доведува само до по-конфузна ситуација, верувајте, значи на состаноци во кои што имате 20 присутни и треба да им објасните нешто, имате диаметрална разлика во генерации, и во сваќањата. И во сваќањата. Не секој разбира, не го разбира законот, не секој прифаќа да го разбере законот, само за да се креира конфузна ситуација. Значи, во тие ситуации правиме максимални напори што се вели народски, да ја спуштиме топкава, на луѓево да им објасниме, значи, дека се работи за заеднички простории. Конкретно би се задржал на кровната конструкција, значи кровот, според закон за домување, е неделива целина на сите станари. Без разлика дали живеете на поткрове и на вас кровот ви протекува, или живеете на приземје и немате додирна точка со тоа. Одговорноста е на сите станари подеднаква. Од друга страна, имаме, значи, лифт. Лифтот е заеднички на сите станари. Јас сум на приземје и не го користам лифтот, не држи вода. Дали го доживуваат тоа баш така? Дека одговорноста е на сите? За жал, значи ние на сите состаноци континуирано се обидуваме на нашите станари да им објасниме, да увидат, значи, дека живење во една стамбена зграда, колективното домување представува обврска. Не е на станарите само делот од влезната врата во станот и внатре во станот, значи самите станари имаат обврска и за сите заеднички делови во стамбена зграда. Законот ние ги имаме издвоено како попис на заеднички делови, пошто имавме ситуација каде што во една стамбена зграда во која што сега веќе функционираме доста време, една од станарките ни кажа: па добро, ние немаме ништо заедничко тука. Значи не се информирани, луѓето не знаат дека имаат заедничка сопственост и не знаат дека таа заедничка сопственост креира и обврска. Обврската е на самите станари редовно, месечно да се грижат за нивното одржување со уплата во фондовите. Обврска на управителот е да тие заеднички простори ги доведе во нормална функција, согласно, нели, паричните средства во фондовите, и да ги одржува. Значи, ако се доведат во состојба на исправност, од тука натаму одржувањето е помал проблем. Најголем проблем е самите објекти да се доведат во употреблива, одржлива состојба. Само на кратко, значи, што тоа во заеднички простори испада. Значи, тоа е член 6 од Законот за домување, вели заеднички делови на стамбена зграда. И самите заеднички делови се поделени на заеднички делови на стамбена зграда, се, значи, ги набројува скали, влезни ветробрани, ходници, просторија за велосипеди доколку има, пералници, во постарите згради имаме пералници, значи кои се користеле со таа намена во тоа време, сушилници исто во постарите згради има такви простори, заеднички подруми за солништа, тавани, значи тука децитно се вели таван.
работилници за домарот, исто за во старите згради, стан за домарот, во постарите, во поновите тоа го нема. Простори за одложување на отпадоци и други простори наменети за заедничко користење на сопственици на посебни делови, земјиште на кое е изградено зградата и друго земјиште се служи за нејзина употреба согласно прописи за урбанистичко планирање. Понатака оди од темели, носечки ѕидови, конструкции, покривот, фасадата, од джаците, сето тоа и ред други, лифтот, довод, одвод, уреди за загревање, сето тоа се заеднички простори во една стамбена зграда. Без разлика дали некој од станарите се грее на дрво или не се грее, оджакот на зградата е заедничка неделива целина, како кровот, како лифтот, како се. И одржувањето на таквите инсталации е одговорност на сите станари. Кај нас, за жал, во последните 2-30 години имаме отсуство, имаме подзаборавено на нашата граѓанска должност и обврска. Не дека сме заборавили или никогаш не постоело, па треба да го воведуваме, многу луѓе ја разбираат целта и ја разбираат својата одговорност. Меѓутоа, сепак се мачиме со втората половина, кој што треба да разбера дека живење во стамбена зграда сноси и други одговорности. Така, како се врши плаќањето? Секој управител, значи законот за домување е дециден, дури имавме и надополнување во врска со плаќањето, значи секој управител е должен на својата на зграда со која што управува да доставува месечни пресметки, односно фактури. Таа фактура мора да биде секогаш детална и прецизна, со сите неопходни ставки кои што влегуваат за тој месец. Инаку фактурирањето до зградите се врши во тековниот за претходниот месец. Значи ние во јули ќе пуштаме фактури за јуни. Тоа се случува по издадена услуга. Исто така, бидејќи ние вршиме и префактурирање на сметки за електрична енергија, ние како стамбени управители најпред мора да ја добиеме фактурата од ЕВН за конкретна зграда за потрошена електрична енергија за ходнично осветлување, за да таа иста фактура се распредели на сите сопственици на станови. Дури откако ќе добиеме сите неопходни фактури, ние правиме наша фактура, односно кога велам наша, сакам да кажам обврска на сите управители е да изготват детална сметка со сите поточки, управувачки услуги, толку. Секоја ставка, одржување хигиена, толку, електрична енергија, толку. На крај, вкупно, за одржување на вашата стамбена зграда, по тие и тие точки, треба за тој месец да се плати вкупниот износ од толку и толку. И толку. Господине Димитриевски, би можеле да направиме една кратка музичка пауза и продолжуваме со разговорот. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. Кога сме заедно е најубаво на цел свет, кога те нема како пустина е цел свет, кога те нема, а знаеш дека ти ми требаш, зашто не си тука ти до мене, зашто стално бегаш, во твоите очи гледам дел од себе, се гледам себе, а и дел од тебе, зашто ме бараш кога сакаш да си стално сама, ме убиваш полека, осети правиш драма. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. Што сака нека бидеш
mi kade si i koga mi trebaš. Ja se sakam, a od mene ti begaš. Знаеш би направил я се за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Кажи ми каде си и кога ми требаш. Ja se sakam, a od mene ti begaš. Знаеш би направил я се за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Što saka neka biде, što saka neka biде, pridi do mene, pridi do mene. Što saka neka biде, što saka neka biде, pridi do mene, pridi do mene. Što saka neka biде, što saka neka biде, pridi do mene, pridi do mene. Što saka neka biде, što saka neka biде, pridi do mene, pridi do mene. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, кога ми требаш. Само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, кога ми требаш. Само со мене можеш да имаш се. Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Господине Димитриевски, што е со оние станари кои што не уплаќаат средства во фондовите? Така, на состаноците кои што редовно ги имаме во Стопанска комора на Република Македонија со групацијата за домување, доста често се дискутира и оваа прашање. Има предлози на кои што нели ќе овозможат секторот стамбено управување да во овој поглед се помогне. Меѓутоа сето тоа е во фази на преговори. Станарите кои што, односно собствениците на посебни делови кои што не вршат редовно уплаќање во фондовите, збориме и за тековно и за резервен фонд, управителот по законот има должност дури и по истек на 30 дена самиот станар да го даде на нотар и извршител за вршење нели на присилна наплата за средствата. Во неколку точки од законот, во неколку члена од законот се нагласува токму тоа дека управителот има обврска таквите собственици да ги отужува. Дури во член 125 од Законот за домување или 126 се вели дека доколку при редовниот инспекцијски надзор од страна на овластен од страна на инспектор за домување се увиди дека одреден стамбен управител ги нема отужено неплаќачите, со тоа се нанесува директна штета на фондовите на самата стамбена зграда, инспекторот може да изрече глоба дури до 700 евра казна за стамбениот управител доколку не го отужува собственикот кој што не врши нередовно уплаќање. Ова е огромен проблем на територија на цела Република Македонија, кој што ние сега за сега како компанија доста успешно го спроведуваме. Од наша страна се обидуваме, значи луѓето, станарите во цело, значи и тие што плаќаат и тие што не плаќаат, редовно да ги информираме за нашите активности. Слободно, значи за нашите активности може да се информираат и на нашата интернет страница и така натака. Меѓутоа, секој од неплаќачите секогаш прво ќе добие прва опомена, ќе добие втора опомена, ќе добие известување. Не одиме во таа мерка да законот го спроведуваме, да нели после 30 дена мораме да го отужиме лицето кое што редовно не ги подмирува средствата во фондовите. Стрпливи сме дури и по повеќе од половина година, дури и година. Меѓутоа, по изминување на 6, 7, 8 месеци од неподмирени сметки, ние едноставно сме приморани сите луѓе кои што ги нема до подмирено своите обврски после 7-8 месеци да ги дадеме на нотар, односно подоцна по добивање на решението и на извршител. Со што, значи, во тој поглед, значи, ние имаме скоро 100% наплата. За жал, значи, запознаени се сите наши граѓани
откако ќе отиде на извршител нешто што чини 3000 денари може да чини 10-кратно повеќе. Меѓутоа ние правиме секој напор, дури се информираме и во зградите, значи тој човек тука ли е, не ли е тука, дали знаете телефонски број. Голем дел од нив ќе успееме да најдеме, бидејќи не секој собственик на стан живее во станот. Дури имаме собственици кои што своите станови ги изнајмуваат, нивните кираџи, закупци не ги подмируваат трошоците. На крај ние сме должни собственикот да го дадеме на нотар извршител, за да не дојде до тие ситуации, а верувајте доаѓа. Ние се обидуваме во најголем број од случаеви да вршиме било какво информирање. Ке се јавиме во зградата, секогаш во зградата ние мора да имаме еден овластен представник, членови на надзорен одбор, се обидуваме да дојдеме до информација за тој собственик. Доста често доаѓаме до информација, не знаеме каде, со години комшијата не сме го виделе, некаде е во странство. Доста често доаѓаме до информации дека тој станар никогаш нема ни да плати затоа што никогаш ништо не сакал да учествува во фондовите, дури и пред донесување на законот за домување. Ситуации имаме илјада и илјада зошто луѓе по било кои причини не ги подмируваат своите трошоци. Имаме ситуации каде што човекот доаѓа да не извести дека заминува во странство и не сака да плаќа. Законот за домување не ослободува никого, освен, значи има само во еден случај законот за домување ослободува од плаќање на обврските во фондовите на зградата. Тој случај доколку лицето е социјален случај, мора до нас да донесе уверение од социјално, официјално, и исто така мора на изјава и на одлука, значи на документ, зградата 51% од зградата да се сложат дека конкретното лице се ослободува од плаќањата. Во тој случај ние како фирма одстапуваме од нашите побарувања од услугите кои што ги нудиме и не ги побаруваме, додека обврските како што се лифт, електрична енергија и трошоци за кои што вршиме префактурирање, се прераспределуваат на останатите собственици. Така. А што се случува со оние средства кои што се во резервниот фонд, да кажеме по истекување на договорот или во случај на предвремено прекинување? Така, значи средствата во резервните фондови, нашите станари, имаме ситуации каде веќе после 2,5 години одреден број на згради има доста голема сума во резервни фондови, кои што нели уште малку ми фали за некои по-конкретни действија во самите згради. Меѓутоа голем дел до нас стигаат прашања што ќе се случи доколку нели договорот се раскине или еве договорот ни истекува за месец дена. По истек на договорот станарите имаат право да договорот не го продолжат со стамбениот управител. Дури имаат право и пред истек на договорот, без никакви пенали, без отказни рокови, договорот да се раскине. Значи исто е многу важно за сите наши станари да знаат, без разлика кој да е стамбен управител, дека раскинување на договорот со стамбен управител нема отказни рокови. Тоа е од Законот за домување и добиени инструкции директни од регулаторна комисија за домување. Единствена обврска е 8 дена одлука за раскинување на договор со стамбен управител да стои истакната во зградата, да бидат известени конкретниот стамбен управител и инспекторот за домување и регулаторна комисија. По истек на тие 8 дена, стамбената зграда може да избере било кој друг управител. Кога спомнав пред малку за нелојална конкуренција и лиценцирани стамбени управители против кои што целата групација за домување изнаоѓа решение како да ги на некој начин примораме да работат како што работат 90% од управителите. Еден од проблемите е токму и ова. Значи имаме стамбени управители на територија на Република Македонија, дури на територија на Република Куманово, ќе рекол, на нашиот град, кои што самите станари ги доведуваат во заблуда дека мора отказен рок од 2 месеци.
Отказен рок не мора од 2 месеци, тоа го имаме написмено од регулаторна комисија за домување. Доколку стамбената зграда не е задоволна од стамбениот управител по било која основа, има право да го раскине договорот за управувачки услуги без никакви пенали и без отказен рок. Значи 8 дена и не е некој рок. Так. Значи веќе 9-тиот ден може да се пристапи кон друг управител. Меѓутоа самите станари се доведуваат во заблуда дека тоа мора да се 2 месеци, 3 месеци, каде што останатите управители ќе искористат некој луфт за да чарат уште некој месец од таа стамбена зграда и фондовите. Што представува план за одржување? План за одржување, нели самото име ни кажува, е план кој што заедно со собствениците на посебни делови, нели со станарите, уште во првите разговори, на првите состаноци се дискутира со стамбената зграда и се донесува план за одржување кој што е во период од 1 до максимум 5 години. Тоа се активности кои што самата стамбена зграда сака да се остварат, тоест има потреба да се остварат во наредните од година до 5. Согласно тој план за одржување, нели и тој резервен фонд, тие се поврзани. Во планот за одржување се вели, значи во следниве 5 години мора да го санираме кровот. Мора стамбената зграда да се поправат домофоните и мора влезната врата да се заклучува, мора да се окречи, мора да се направи техничка инспекција на лифтови, значи тоа се мора лифтовите да се доведат во функција на исправност и усогласување со новите законски прописи за лифтови, значи тоа се покрупни инвестиции кои што ние ги правиме како план, тоа е исто законска обврска, план за одржување, кој што станарите ги редат по приоритет и во наредниве година или 5, колку зависи од инвестиција, се обидуваме, значи, тие точки од планот за одржување да ги оствариме. Така. Што представува, би сакала да се надоврзете на ова, договор за управувачки услуги? Договор за управувачки услуги е договор помеѓу стамбениот управител и собственици на посебни делови. Во тој договор се наведуваат сите права и обврски на управителот, сите права и обврски на самите станари. Во тој договор се прецизираат и цените. Доста од нашите станари, кога вршиме прва презентација во стамбените згради, велат: а што на нас ни гарантира дека вие нема цените после месец дена, 2 да не ги покачите? Сега велите, пример, 100 денари хигиена, утре ќе ни стигне 150. Значи, таквите работи се договараат и се вметнуваат во договор за управувачки услуги. Тие обврски кои што ги договараме се непроменливи до моментот додека не се склучи нов договор кој што можеби би бил изменет по било која точка. Меѓутоа сето тоа се презентира, се усогласува, се усвојува или не се усвојува. Меѓутоа стамбениот управител не може да ги менува цените на управувачки услуги и на услугите кои што лично ги дава согласно неговото сопствено убедување. Секогаш на станарите велат: а колку тоа нас месечно ќе не чини? Секогаш им обрнувам внимание дека дел од ставките се фиксни и влегуваат во договор. Значи колку е управувачки услуги, колку е хигиена, сето тоа е фиксно, го договараме сега, се вметнува во договор и е непроменливо. Меѓутоа, единствено нешто кое што не е единствено, али едно од главните работи кои што влијае на висината на фактурата е месечната фактура за ходнично осветлување. Значи, секогаш имате вие различна сметка дури и дома. Никогаш немате фиксен трошок за електрична енергија, онолку колку што се потрошило, толку се распоредува и на сите собственици на посебни делови. Што значи дека таа ставка е најваријабилна. Во летните периоди имате подолг ден, што значи во згради каде што имате стакларници, поредко се пали ходничното осветлување. Дури во 8 часот вие имате природно осветлување, поради кое што немате потреба
да го уклучите ходничното осветлување, додека дека во зимските период уште во 5-6 сати мрак и вие морате, нели, Тоа е неопходно. тоа е неопходно и во зимниот период имаме нешто повисоки сметки за електрична енергија, во летниот период имаме помали сметки. Дали управувачкиот договор го потпишуваат двете страни? Управувачкиот договор во секој случај го потпишуваат двете страни. Значи, од едната страна го потпишува управителот на фирмата, од друга страна го потпишува овластениот представник во зградата, значи тоа не го напоменавме, значи секоја зграда според законот за домување мора да има едно лице кое што е овластен представник во зградата, кое што е лице за контакт со нас. Значи во секој случај може да му се јавиме да прашаме се ли е во ред, он ни се јавува да ни пријави дефект, иако обврската за пријавување на дефект е обврска на секој станар. Значи да не е обврска на овластениот представник, не е тој дежурен во зградата за да ги пријавува сите дефекти. Значи обврска е на сите. Значи тоа е овластен представник и членови на надзорен одбор. Тоа се лица предвидени со закон за домување со кои што стамбениот управител склучува договор. Договорот не се потпишува од сите сопственици, значи договорот се потпишува од една страна од управителот и од друга страна со овластениот представник, или во некој случај, значи за да биде потранспарентно, конкретно ние инсистираме договорот да биде потпишан од целиот надзорен одбор. Значи тоа се обично се тројца луѓе. Додека тие тројца луѓе ги избира самата зграда, ги предложува и ги бира самата зграда. Тие што се во надзорен одбор и овластениот представник. Така, ајде сега би можеле да слушнеме кои се правата и обврските на управителот, а кои на сопствениците. Така. Исто така, значи правата, обврските на управителот и права и обврски на самите станари се пропишани во законот. Тој закон вчера и ветив на една постара господја која што ми вели не го крите законот, дајте излистајте го да го видиме, и ветив дека во среда, првиот работен ден, после празникот Бајрам, дека ќе биде доставен. Инаку законот за домување не е никаква тајна. Секој кој што сака да го прочита законот, да го проучи, законот за домување е јавно достапен на многу интернет страници во Републикава, дури и на нашиот интернет страна, на страната на регулаторна комисија, така да слободно може станарите да се информираат за поконкретни членови, да обрнат внимание и на казнени прекршоцни одредби од законот, тоа се член 125-126. Сега, за права и обврските на управителот и на самите станари, за да не испуштиме нешто, јас би почнал од законот еден по еден и на брзинка би ги некој да објаснувал. Апсолутно. Управителот, значи, ги има следниве права и обврски: да ги извршува одлуки на сопственици на посебни делови. Што значи? На собир на сопственици. Наша функција како стамбени управители, тоа го повторувам исто на секој состанок. Ние не донесуваме одлуки, ние ги спроведуваме одлуките на станарите. Ние станарите сакаме да кречиме. Управителот е должен таа одлука да ја спроведе со донесување на една понуда, две понуди, три понуди, кои што од приложените понуди самите сопственици ќе можат да изберат. Ние сакаме да направиме технички преглед на лифт. Управителот е должен, значи тоа барање е до управител. Управителот е должен да донесе една понуда, друга понуда, трета понуда за избор на лиценцирано лице кое што врши технички преглед на лифтот. Станарите одлучуваат која ќе ја изберат. Значи наша функција е спроведување на одлуките. Ние можеме како стамбени управители, додека нема иницијатива од станарите, имаме увидено дека одреден дел од зградата е спремен за ремонт, за поправка, дека има средства во резервниот фонд, ние можеме да дадеме предлог до зградата кој што нели самите ќе го усвојат или нема да го усвојат. Меѓутоа, првично е да ние ги спроведуваме одлуките на станарите. Второ вели да води грижа за редовно одржување и функционирање на заедничките делови. Редовно одржување и функционирање на заеднички делови. Значи, тука би се задржал на 2-3 работи. Значи, јасно е, меѓутоа, во секој случај зградата број 1 е хигиената. Значи, во секој случај мора хигиената да се одржува.
редовно функционирање на сите инсталации, електрична, водоводна, канализациона инсталација, лифт, на сето тоа мора да се обрне внимание. Водоводна и канализациона вертикали, тоа се исто дел од стамбена зграда кои што се заеднички делови и кои што спаѓаат во права и обврски на управителот. Доколку настане дефект на заедничка вертикала водоводна, управителот по добивање дојава за дефект е должен со свое лице водоводжија да излезе на лице место и да направи санација и поправка на водоводната мрежа. Значи, сите работи кои што ги набројавме од заедничките простории спаѓаат во обврска на управителот да редовно се грижи за нив. Да ги застапува сопствениците на посебни делови, ова е точка 3, во работи на управување во име на одделни сопственици да поднесуваат тужба за ослободување од обврска за плаќање, односно тужба за задолжување за плаќање на трошоци и издатоци на сопственикот на посебен дел. Ова веќе го начнавме малку, дека мора сопствениците да плаќаат, инаку наша обврска според законот е да ги отужуваме. Да подготвува план за одржување, што го напоменовме, да подготвува пресметка на трошоци, што исто рековме дека мора да биде детална со сите трошоци, да прима уплати управителот од сопственици на посебни делови врз основа на таа месечна пресметка, да изготвува годишен извештај, да стопанисува со тој резервен фонд, да врши набројување и номерирање на станови, ова е побарање на станарите, и да ги почитува стандардите и нормативите за присутност на лица со хендикеп во стамбени објекти. Тоа се права и обврски на управителот во најкратко. Од друга страна имаме права и обврски на сопственици на посебни делови. Значи, сопствениците на посебни делови се должни навремено да ги плаќаат месечните надоместоци за редовно одржување на надоместокот за управувачки услуги. Во случај на отуѓување на својот дел, сопствениците на посебни делови мора да го известат управителот дека го имаат продадено својот стан, новиот сопственик да биде доставен или деталите за новиот сопственик. Лично или секој сопственик лично или преку овластен представник на сопственици да го пријави дефектот, значи тоа се обврски кои што ги напоменавме. Сопственикот на посебен дел е должен да дозволи пристап за извршување на работи на својот посебен дел од зградата заради отстранување на дефекти кои предизвикуваат штета на заеднички делови од зграда и на имотот на останати сопственици. Само на кратко. Значи, доста често имаме ситуации каде што има настанато оштетување на заедничка водоводна инсталација, меѓутоа за санирање на таа водоводна инсталација потребно е да се влезе во одреден стан. Имаме проблеми на терен каде што сопствениците не дозволуваат пристап во станот за да се отклони самиот дефект. Обврска на тој сопственик е да дозволи овластени лица да влезат во станот и да извршат отклонување на дефектот. Во случај кога не дозволуваат, А зошто не дозволуваат? Зошто најчесто не дозволуваат? Видете, значи од X причини. Ново ми е, вие ќе кршите, кој ќе санира и од X причини. Имавме ситуација каде што розетна за чистење на оджак, сопственикот бидејќи не се грее на огрев, ја затвори. Так. Меѓутоа, тоа е инсталација која што мора да биде пристапна, тоа е за зградата, вие значи не живеете во куќа и да одлучувате за се, мора да биде отворена. Сопственикот не сакаше да му се направи дополнителна штета, меѓутоа сето она што ние го направивме, ние го и саниравме. Така да на крај дојдовме до разбирање, го саниравме проблемот, оджакот не беше чистен 20 години, тоа беше страшно. Дел од другите обврски на сопствениците, односно гласај. Ако некој сопственик на посебен дел е одсутен, непрекинато повеќе од 3 месеци од местото каде се наоѓа посебниот дел, должен е да овласти друго лице да одлучува во негово име. Доста често, и ова прегеска го напоменавме, Да. доста често имаме луѓе кои што се со постојан престој во некоја од државите во Западна Европа, каде работат и живеат. Едноставно имаат собственост во Република Македонија, во Куманово, имаат стан, кој што едноставно никој за него не се грижи. Законска обврска на секој собственик е, доколку е одсутен повеќе од 3 месеци, тоа свое одсуство, во период на своето одсуство да овласти трето лице, роднина, пријател, брат, не знам, законот пропишува, мора да има.
Што се случува? Ние успеавме од Германија да доведеме собственик после 3 дена барање контакти, затоа што во неговиот стан имаше дефект на заедничка вертикала за вода и немаше шанси да се санира без негово присуство. Ние не смееме насилно да влеземе во станот. Мора собственикот да е тука. Собственикот немаше овластено никого. По 3 дена и по настаната поголема штета собственикот дојде и проблемот се реши. Затоа законот предвидува, значи доколку сте отсутни повеќе од 3 месеци од држава, мора да овластите лице и мора да го известите управителот. Така. Ова се дел од права и обврски и на управителот и на стамбената и на собствениците. Подетално, значи, било кој наш корисник или корисник на услугите на стамбено управување од други управители може да се информира, нели, со законот за домување кој што е јавно достапен и секој има приступ до самиот закон. Так, господине Димитриевски, тука некаде би бил и крајот на нашата денешна емисија. Се надевам дека на нашите гледачи, поточно на оние кои што се моментални членови во стамбеното колективно домување, успеавме да им разјасниме некои работи, а и на идните. Так. И се надевам дека нашето денешно интервју или нашиот денешен разговор ќе биде од голема корист и полза за нашите граѓани. Се надеваме. Ви благодарам уште еднаш што ни Благодарам на бевте вас. гост, а вие, драги гледачи, имајте убав ден и останете во добро расположение.